Итна промена на законот за враќање на оризот во категоријата стратешки култури како предуслов за интервентен откуп за потребите на Дирекцијата за материјални резерви, договорила владата по согледувањето на состојбите со откупот на кочанското бело злато, а врз основа на поплаките на земјоделците при последната посета на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на Кочанскиот регион. Тоа им го соопшти на земјоделците заменик министерот за земјоделство Ване Костадинов при денешната посета на Облешево, потенцирајќи дека во меѓувреме ќе бидат преземени сите неопходни мерки за потикнување на откупно-прометната динамика со цел што поголеми количини арпа да бидат откупени од земјоделците. Одлучивме да заради потребите на државните резерви интервенираме со итна промена на законот за стокови резерви, каде што претходно во минатото пред 2004 година оризовата арпа била категоризирана како стратешка култура и како стока која што и производ кој што е од стратешко значење и треба да биде предвидена како култура заради потребите на државните резерви. Со измените на Законот за стокови резерви во 2004 година, оризовата арпа, на жалост, е изземена од листата на стоки, од листата на производи кои што треба да имаат статус на стратешка култура. За таа цел ние сме тука да им пренесеме на земјоделците дека тоа ќе го исправиме и ќе го коригираме. И веднаш кога ќе го промениме и кога ќе законот и кога ќе ја вратиме на листата на стоки од стратешко значење оризовата арпа и кога законот ќе биде донесен во собранието, дека ќе пристапиме со реализација на таа мерка. Заменик министерот во Облешево го придружуваше директорот на Државниот инспекторат за земјоделство, кој најави сеопфатни контроли во делот на откупот со кој би се отстраниле сите аномалии во тој сегмент. Посебно ќе се утврдува дали поедини откупно-преработувачки капацитети водат партиска селективна политика при откупот од земјоделците, создавајќи на тој начин незадоволство и нервоза кај оризопроизводителите. Како инспекторат сме надлежни буквално да го следиме целиот земјоделски процес, буквално за самиот откуп на секој земјоделски производ. Јас како директор одговорно тврдам дека ние сме како инспекторат доволно екипирани за да можеме да ги покриеме сите процеси на откуп. Одговорно тврдам како досега, така и одсега ќе продолжиме со дословно спроведување на законските одредби и нема да дозволиме отстапување во било кој дел. За земјоделците овие мерки се мощно значајни и посакуваат што побрзо да се имплементираат во практиката, за да не се случи ланските залихи да го задачат оризот од новата реколта, што би создало голем суфицит и тешко решавање на пласманот. Ова беше наше барање, да оризот 2004 година беше изварен од стратешките култури, да се внесе пак на листата на стратешки култури, со тоа да се овозможи државата да има откуп за стокови резерви и еве државата, владата најде слух да ни го оствари ова барање и мислиме дека со ова ќе се подобри состојбата на оризопроизводителите кои се ова година доста загрозени од ниската цена на оризот, бидејќи и нема и пласман, нема откуп. Се надеваме дека со овие мерки ќе се подобри откупот на оризот и продажбата и стандардот на оризопроизводителите ќе се зголеми. Заменик министерот во разговор со земјоделците дискутираше и за повеќе други проблеми, како скапите хербициди и вештачките ѓубрива, при што за истите ќе треба да се бараат најсоодветни решенија за трајно средување на состојбите во оризопроизводството.